Во наредните 15 на минути ќе разговараме со директорот на правниот сектор во институцијата со најдолго име, всушност Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор од значење за Републиката или пократко или општо познато по старо име ПУИК. Добре дојде за Јон Фрчковски. Добро ви најдов, благодарам на поканата. Јон, со оглед на тоа што премиерот во оставка, односно лидерот на СДСМ Зоран Заев, најави 777 социјални станови, се надоврза како реакција ВМРО ДПМН, велат дека Заев лажел во тој поглед, дека имало станови социјални кои што биле започнати од ВМРО ДПМН, но сега биле се уште во изградба или недоградени. Каква е ситуацијата? Колку се готови, колку се во привршување? Добро, генерално изградбата на станови за лица во социјален ризик е дејност примарна на акционерското друштво, така да факт е дека од кога постои како акционерско друштво, ова како дејност се реализира. Меѓутоа, исто така е факт дека се предвидени изградба на нови 777 станови, така да тоа што беше најавено вчера е точно. И тоа е дел од владината програма која што е примарно наша дејност да ја реализираме. Тоа е програмата за изградба, продржба и одржување на стамбен и деловен фонд на Републиката. Така да точно е, предвидени се 13 објекти во 13 градови низ државата, од кои што 2 се моментално практично почнати со изградба, останатите се некаде во различни фази, дел се при тентерирање, дел се на проектирање се уште. Меѓутоа, оваа година, 2020, наредната, на вистина ќе бидеме најмногу посветени на тоа и ќе го реализираме ова како проект, оно што беше најавено. Во 2019 година имавме и рекордна искористеност на 100% од траншите на Централна Европска банка, кои што се оние поволни кредити за изградба на ваков тип на објекти, социјално домување, кои што претходно не беа пипнати. И дури постоеше ризик да пропаднат поради некористење на истите, така да ние во 2019 успеавме да позиционираме повеќе објекти, да ги внесеме во програма, да го расчистиме земјиштето. Тоа е процес, во соработка со Министерството за транспорт и со владата, за во 2019, како што ви кажав, 100% да реализираме од можните средства кои што ни беа на располагање, и тоа веќе почнува да се реализира, како што ви кажав. Македонија, впрочем и Балканот наголемо, но и Македонија има висок стапка на социјално загрозени лица, меѓутоа при една таква постапка на доделување на социјални станови, бидејќи според мои сознанија има и претходни злоупотреби при доделувањето на такви социјални станови, како оди постапката, која е селекцијата за тоа кое семејство влегува во еден социјален стан? Вака, најгенерално, таа селекција прави Комисијата за стамбени прашања при влада. Ние практично сме институција која што во моментот на доделување на стан на конкретно лице добиваме решение од комисијата, определено лице, определен стан кој што треба да биде доделен. Луѓето аплицираат во комисијата при влада за станови, треба согласно различните категории кои што законот ги распознава, исполнуваат или не исполнуваат определени услови, врз основа на тоа добиваат социјални станови. Практично нашата обврска е во секој момент да имаме обезбедено социјални станови, простор, стан, буквално. Меѓутоа, не секогаш е тоа лесно, затоа што многу често има повеќе случаи кои што треба да се обезбедат од она што во моментот стои на располагање. Затоа е оваа офанзива на 777 нови станови ширум Републиката. Добро, ако основна дејност на Акционерското друштво за управување со стамбен и комерцијален простор од значење за Републиката, грото колку капацитет има самото акционерско друштво, со колкав капацитет на деловен и на стамбен простор располага? Бидејќи овде ќе ги земам в предвид и секако и оние канцеларии на народните представници во парламентот кои што беа мета на критика дека не се употребуваат, а всушност и становите кои што се
вие сте исто задолжени за становите со кои што располагаат службени лица и нели пратенициве кои што да, лица на кои што им следи по долго функција. критикувани. Колку се самите тие искористени ако се знае дека државата ја кошта да ги одржува самите станови? Па вака, од крајот ќе почнам на прашањево. Генерално ние немаме информација во моментот колку точно лица кои што им следува може би согласно закон и позиција која што ја обавуваат право на условно кажано функционерски станови од времето ги викаат. Немаме евиденција колку побарале. Нашата обврска е, како што ви кажав, константно пред Комисијата за стамбени прашања, која што на барање на конкретни институции доделува станови да имаме на располагање. И мислам дека има на располагање во секој момент за овој тип на станови. Така да, како што ви кажав, немаме евиденција во која институција, колкав е бројот на лица, функционери кои што им следи, прифатиле, не прифатиле, се решиле на друг начин да го решат тоа прашање, дали преку трошоци. И тоа одржувањето на самите тие станови? Одржувањето е на нас. Одржувањето е на акционерското друштво и на социјалните станови и на овој тип на, како што ги кажат, функционерски. А Македонија е држава која што при распадот на Југославија има своји комерцијални, односно деловни простори надвор од државата, меѓутоа грото во нашите простори, нашиот имот се наоѓа во некои од околните држави, меѓутоа колку што се моите сознанија се заглавени во една постапка каде што всушност не и припаѓаат на државата, на црно на бел. Да, генерално станува збор за оние деловни средства по основ на трансформација на предпријатијата со општествен капитал, односно имотот и на тогашната агенција за приватизација, кој што во еден момент станува дел од имотната маса на јавното предпријатие, претходникот на акционерското друштво за изградба и стопанисување. И да, факт е дека има определен број на деловни пред се единици низ претежно ексју земјите Србија, Црна Гора, Хрватска се појавува со некаков имот. Имам информации дека и во Косово е сега детектирано простор или два. Меѓутоа, да, проблемот е што тие во моментов ние имаме во овие 2-3 години сектор кој што сериозно посветено работел на тоа и детектирал и нови вакви единици, меѓутоа ова е проблем кој што не зависи само од нас како акционерско друштво. Прво треба на меѓувладино ниво, предпоставувам, со меѓународни билатерални договори да се реши, затоа што пред се е тука заглавена приказната во на можност на изложување катастарско зборавимотно правно на ваквиот фонд на деловен простор. И генерално ситуацијата е дека дел се уште стојат евидентирани на фирми кои што веќе не постојат, кои што биле у процесот на трансформација практично исчезнале, дел се узурпирани од тамошно население и тоа е многу тешко да влезете у постапка и да ги вратите, затоа што сепак сте странец во приказната. Меѓутоа во тој бирократски лабиринт веројатно постојат трагите за тоа Битно е што до овој момент имаме детектирано генерално речиси се што можело да се детектира како деловен простор на државата. Нормално другите држави некаде го спорат. Меѓутоа работиме на механизмот на кој што ќе може тоа буквално да го земеме во располагање, дали да го стопанисуваме, издадеме, продадеме, размениме, кое и да биде решение најприфатливо за нашата држава и државата во која што се наоѓа тој имот. Меѓутоа, мислам дека оваа приказна брзо ќе биде и на меѓувладино ниво разговарана, затоа што тука е клучот практично за да ние влеземе во некаква детална постапка. Знаете, ќе стигнете до оној момент да докажете дека просторот е ваш, односно на државата преку акционерското друштво, меѓутоа не можете ништо со тоа, затоа што не можете да го реализирате во катастрите на физички постои, меѓутоа не физички постои, дел се празни, дел се практично од времето
Тоа е претежно Премногу амортизирани, дел се узурпирани, функционираат најнормално. претежно се стамбени или деловни? Претежно се деловни простории, меѓутоа има и стамбени единици. А за крај, како што самиот Чомовски рече денеска, нели, во оваа програма во живо малку ќе додадеме, малце ќе одземеме, а времето е за вестите, меѓутоа имаше една информација дека на националната арена Тоше Проески ќе се одигра светско првенство на непризнаени држави. Ја заприметив изјавата дека нема да се случува ништо такво, воопшто имаше преговори? Извинете, не. Нити имало преговори, нити имало барање до нас како акционерско друштво за таков настан, нити ние би можеле воопшто да влеземе во преговори надвор од она што ни е динамика на издавање на стадионот на арената за спортски настани. Тука сме врзани со Фудбалската федерација, која што единствено користи за меѓународни настани и фудбалските клубови регистрирани во Македонија, кои што имаат уредни, редовно годишни договори за користење на арената, така да јас имав изјава, демантирав, дополнително имаше изјава и нашиот директор на подрачната единица од Скопје, раководителот на стадионот, на повеќе нивоа го демонтиравме ова како информација, ама некако константно се провлекуваше истото, ќе се одржува настанов или не? Не, нити воопшто некој од акционерското друштво седнал воопшто на маса да разговара или бе запознаен со кого би требало да разговара, нити некој го побарал стадионот. Дури мислев дека е некоја повеќе медиумска закачка за тоа што навистина немаше воопшто ситуација некој за таква намена да ни го побара, да ја побара националната арена, меѓутоа дури и да ја побара не можеме да го дозволиме тоа, врзани сме со определени прописи на кого смееме и под кои услови смееме да ја издаваме за таа намена. Ниту Маурицијус, ниту Бали ќе доаѓа во Скопје. Јован Фрчковски, ти благодарам за одвоеното време во утрински брифинг. Поканата.